Анастасија Танасовска е млада модна дизајнерка која што во месец март оваа година го отвори своето ателје кое што е насловено А2 ателје, повеќе за нејзината работа и како се роди љубовта кон модата и кон дизајнирањето, ќе да знаеме ова утро токму од неа. Анастасија, ти благодарам за одвоеното време и пред се би сакала да знаеме како се роди вашата приказна кон модата, односно како се роди љубовта кон модата. Ви благодарам и на вас. Па вака, од секогаш модата била дел од мене, не постои некој момент на откровение. Мислам дека професионално моментот беше кога решив да престанам да работам оно што го работам и да излезам од мојата комфорт зона, да запишам академија за моден дизајн и да следам мојата желба што од секогаш сум ја имала во себе, тоа е да бидам моден дизајнер. Така, што е онај што те инспирира, што те води, што те тера да го правиш ова, односно да дизајнираш? Она што тргам за секоја креација е она што внатре во себе го чувствувам, моите емоции и светот околу мене, самодовербата на жените околу мене, архитектурата, културата на градот и слично. Да, колку, например, еве, ти им даваш совети можеби на девојките кога доаѓаат нешто да си направат, нели, по свој вкус, колку им го менуваш можеби ти на некој начин стилот од она што претходно тие го носели или биле навикнати да го носат? Па мислам дека треба да пробувам да има некоја комбинација и од двете, и од менување на стилот, инспирација да ги натерам да облечат нешто што досега никогаш не би помислиле дека ќе го облечат и во него да се чувствуваат своји. Но исто така треба и да го следам и нивниот стил, нивното тело, нивната силуета, така што комбинација и од менување и од останување на оној твој стил кој што си го имаш. Да си бидеш, нели, свој на своето, но сепак со нешто и да експериментираш. Колку, од каде се почнува, еве, кога почнуваш да креираш, да дизајнираш, да правиш, еве, своја колекција, од каде се почнува? Па се започнува од една приказна, приказната ни доаѓа самата од себе, од една емоција. Така доаѓам до една креација каде што кога ќе дојдам до првата проба се создаваат варијации од истиот модел, додека дојдеме до една колекција, мислам дека е голем процесот, но уживам во целиот. Да, неодамна се случи и есенската модна недела во Скопје, се представивте со ваша колекција, за втор пат учествувавте на моден викенд Скопје. Колку за вас е предизвик представувањето на едно вакво големо модно случување во Скопје? Па вака, за мене, мислам дека секоја ревија ќе ја гледам како предизвик, бидејќи тоа е тој адреналин што ме движи. Можеби ми е и нешто најстресно спремањето на една ревија, но процесот е она за која што сите ние дизајнери работиме. Да, што беше инспирацијата еве за последната колекција, она што можеше да се види нели на модната недела? Главната инспирација започнав од тоа што сакав да прикажам контраст, сакав да комбинирам различни дизајни на материјали и контрастот го пронедов во една жена, односно силата и нежноста што во исто време ги носи една жена. Како го опишувате еве вашиот потпис, што вие го создавате и го креирате? Па вака, мислам дека доколку би требала да опишам каков е мојот потпис и мојот стил на некој што досега ништо нема видено од моите колекции, а тоа е женственост, самодоверба и доза на мистичност во секое парче. Да, вие сте на млада дизајнерка со која што допрва ќе се слуша нели во земјава, допрва ќе ве запознаваат нели сите оние луѓе кои што поддржуваат малку поинаква мода. Каков е вашиот став и вашето мислење за брзата мода?
Брзата мода е многу распространета во денешно време, но таа не е дел од мојата приказна. Се што е, гледам да креирам лимитирани колекции, лимитирани парчиња. Во секој парче има уникатност, рачна изработка и мислам дека жените се повеќе и повеќе ја ценат уникатноста наспроти брзата мода. Ти посакувам Анастасија многу успеси во иднина и уште еднаш ти благодарам за доаѓањето. Благодарам и на вас.